Да ве поздрава, баш ми е мило ти се собрајме у поголем број од прошлиот пат. Да си честитаме празникот, да ни е за многу години. Да поздравиме и гостите, председател на Пчеларската федерација, доктор Јане Марков, неговата сопруга, председателката на Сдружението на пчелари Меден даб беше, така ли? Од Берово, Весна Билјарска со сопругом и сите нас. Не знам од дека да почна, меѓутоа во ред ќе караме. Мисля од тие време да се организираме, ако можем да се организираме. Можда требаше пред тоа да се јава, да ви кажа оти на списокот од озгора е моје број, вибер број. Дајте, искористете го, сите да ми се пријавите како пријатели, да се најавите, јас ќе ве прифана и да створиме една вибер група. Така да, кога ќе има нешто ново, кој ќе се закажува некој предавање, кога има некој сообщение, на еден да пуштат и излезе кај сите. Јас сум се утепал од вртење да го обавеста сите дека ќе правиме прослава. Стварно, на тој начин веќе не може да функционираме. Или ќе се организираме, или ќе престанеме да се дружиме. Още една работа, многу сме тешки за собирање на чланарината. Моля ве, кој состојба сега, кој може од нас да платиме чланарината, почнуваме од нас, затоа што ништо без пари не може да се работи. Едно предавање не може да организираме, а престојат ни предавања кои стварно треба да ја организираме. И околу болестите, сега што потенцијални што се појавува, и околу климатски промени и се тоа. Искам да ви кажа, планираме една манифестација Денови на пијанечкиот мед. Таа манифестација искаме да организираме, ама ќе организираме во соработка со локалната самоуправа. Ако не поддржи локалната самоуправа, јас сам изготвил проект, поднесен е проектот. Сега чекаме собранието да се изјасни, односно градоначалникот. Ако не поддржат, тоа ќе се состои претежно ќе го спроведеме у образовните институции. У гимназијата, у осмолетките и у подрачните училишта, со тоа што ќе собереме по една тегла мед на доброволна база. Тој мед ќе го препакуваме во малечки пакувања, тие пластики има едни, и ќе го поделиме на децата за време на голем одмор. На тоа ќе му предходи предавање или трибина на тема хранливите и други својства на медо. Ќе треба да оштампаме памфлети кои ќе разделиме и таму школите и така по граѓанството. Каде тоа са еден дел од активностите што планираме да ги направиме. Со тоа што саве моля, кој си плати чланарината, а нема членска книжка, да се јави, да му направиме членска книжка и во еднина ќе бидат канени само тие што са си платили чланарината за предавања, за било што. Оти нема логика. Еден плати, друг бега. Морам да го пофала председател на федерацијата, он е и наш член, и сопругата негова е наш член, и ник поминале нова година, парите се на сметката. И сега ми беше пуштил слика од налога дека са преведени парите. Така да, по негов пример, да почнеме и ние да си плашаме, да си олесниме организацијата, ако сакаме да олесниме, ако не сакаме, тоа е веќе друга работа. Имаме млад дечко кој е спремен да пише,
Виж. Адреса не ти треба, Делчево и сумата. Чланарина за 2025. Прво председател. Немаме музики и тия работи. Мисля, че по-убаво е да се наприкажеме, да си размениме изкуства, мисления. Оставам простор, ако имате било какви предлози за организација, за држање предавања, за се това, стоим на располагање да се слушаме. И още едно обавестување, дружението има набавено погачи по 85 денара. Коштаа погачите, има некаде околу 300 бројки слободни, кој е заинтересиран да ми се јави. Отприлike толку. Повелете, расположете се, да пинем, да наздравиме, да сме живи и здрави, да го славиме многу години. И само още една работа забравих да ви кажа. Ако успееме да реализираме проекто за денови на пијанечка мед, после това јас ќе се повлеча од местото, размислувате за ставаме друг председател. На здраве! Здраве! А за шо ќе се повлечеш? Борда. Само мојот председател, ќе го повикам за неколку збора да ни каже председател на Федерацијата, чисто општо во врска со пчеларството. Повели се. Ајде, добро вечер. Мене не ми е прв пат да доаѓам тука, доаѓам повеќе пати, ама што ме е добро друштвото, еднаш доаѓаш и стално доаѓаш, од тоа поубаво нема. Значи, за било што да е, мора здружување. Секој ако мисли дека може сам, тоа е тешко. Значи, ако ги земеме, например, овците, само овца не може. Луѓето мислат дека сите можат, сам пчелари или ги направи група пчели, пчелари, они ќе обстојуват. И пчелите не можат. А пчелите уште помалку можат, и во денешно време имаме проблем на прво место со климатските промени, значи со исхраната не им нешто одговара. Не може да се најдат од природата, а ние им уфрлуваме само шекери, посебно тие инвертен шекери што се нездрави, и ако се користат од таквите инвертен сирупи што се посебно со хемиска метода, повеќе пати ако се тоа користи, рачунајте дека пчелите сами од себе ќе се изумрат. На едноврстна храна никој не обстои. Понатаму од болестите што се, ние мора да пазиме на прво место крлежот да го контролира. Покрај крлежот има целку други болести, вирусни. Јас сум специјалист по микробиологија, помалку и можам и стручно да ви кажам во тој дел. Значи, самите крлежи, цицајки ја лимфата од пчелите пренесуваат и вируси. Вирусите на широки крила, на вакви, на онакви или матицата, да кажеме за овие крешното легло, каменото легло, да сега имаме и една нова болест, таа е една бубачка која доаѓа, снесува јајца и прави, буквално ги јаде пчелите, исто ги уништува. Сето тоа мора да се контролира и ако се појави треба да се информираме сите пчелари, да знаеме кога нешто држиш под контрола е многу полесно. За пример беше порано кога беше бруцелозата расширена, јас работев тогаш во воена болница и ќе каже некој овчар дека му нашле дека стадото му е заразено со бруцелоза, он наместо да го праќа на уништување, он само ги продаде во друго село. И таа болест се шири натаму. И тоа е значи неодговорно од овчарите. А од таа страна ние, бидејќи пчеларите се приклучени кон пчеларите, не знам зашто не таму оставиле, ама како пример, ние сепак треба и во тој дел да научиме, да ги посматраме пчелите, ако се појави некоја болест, да се консултираме, да се диагностицира, да може на време да се третираат пчелите. За сега толку, било што треба, ако треба, слободно прашувајте, сепак е денеска ден Свети Харалампие, заштитник на пчелите, наш празник,
Така да драго ми е што сум тука со вас. Благодарам. За много години. Ими през Шиите от Берово нещо да кажете? Това да го кажем. Ще да кажем състојбата во Беровско за 2024 генерална оценка со метод со пчелите кратко. Па генерална оценка кај нас е добра моментално. Сите пчели ни се живи, што ги зазимивме, околу 65. Немаме смртност. Се развиваат одлично. Како беше родот, кога го прашам? Така да кажем. Па средно жалостно да кажем. Сезоната не помина добро, ама затоа пчелите ни се одржаа живи. Што очекувате од ова нова година, така да кажем? Како почна според климатските Подобра медна сезона. Според климатските услови е добра за сега. Фалеше малце снег повеќе, ама ќе видиме. Име и презиме? Весна Билјарска. Това е метод кој е одил у црквата. Сигурно нека 9 за разлика сега нема горе Нека се спрема новият кум, кој ќе најде паричката денеска. Пушчаме погачата да се раздели. паричка стана. Кога прве не се раздели паричка? Бiro. Това е ронијата. На 10 степени. Па така се. Ние имаме доста слабо. Дел е ливата, дел е шумата. На 10 степени. Hvala. Ако не поред, може да бъде Разкажете, тръжете паричка. Немој да изеде некој. Немој да изеде некој. Чонко, Кеко. ако може да ќе падне на тебе въпрос си постави. Стариле дадака паричка. Јас и нещо поставя. И саки ви? Нещо... Виду корната нема да е. Не. Нема. Ќе се јави. Ја мислам дека рекам него е. Браво! Имаме некакви да има колку Господ ќе речеме, а ние колку човек ќе сработиме. Може да е малку поврска од Любе и они од биглата. Така мен да доставам. Не знам, не ја даваме на друго нешто. Чест ми е човек кај мене. Јас сам од постарите пчелари по години и по стаж. Посакувам се најдобро да ви. Да се ви прави.
Това не е сега така, какво изгледа. Хайде другата страна. Не носи печат. Па днеска така не се дума. Вчера играх с Ей, да не е имало, са има. Знамо како што кажа. Погач. Ајде, пречи. Првата награда. Со број 29. 29. 29. 29 брой. Јас. Речи тука, ја круме, Се нищо не. следни потек. Ама еден не си. Ако не, мочи. Добре, ще го разбира. Видали сам. Број 7. Број 7, ајде. Брой 7. 7. Прво награда. Тоа е у мен теки не мисля дека. Еве, дај да го видим веќе. У мене мисля дека е 7. Оди влече. Ајде. Нека си ти ние ќе влечеме, не. Не бе, нека оди. Еди там дај билет и дај. Нека влече женското или? Ти да влечеш, защото си женско. Број 7 мисли дека. Да се така ќе стане. Не бе, ти чинем директ. Може да некој да сака да види, дигне од тие такова, но од тие. Јале да влече. Ајде, влече. Сашо е награда? Това. Не може да ги Тоа е награда за тварачи и рамки у вас. Рамки. 10 рамки. Број 3. Следна награда кажу. Одете влечете. Ајде бе влечи ти дека за Што ја ти влечал на сега ти подиваш светото да дойде да влечеме. ние местим. А ти ја местиш, да не гледа светото, ќе ти местиш. Број 95. Пале ја да влече. Секој не може да. А ти ке не се спара. Друго што да дигаме на? Нас не е тоа. Број 55. 55. Влечи. Дигни награда. Награда. Што е награда? Број 50. Јас. Тебе да јавам главно. Влечи. Што ти кажа? Погачи. Број 9. Брой 9. Број 9. Вредносен ваучер. Заврти обратно.
Ja, това нека плико ходи. Айде, чекай. Плико ходи. Айде. Кажу, що пише? Що е това? Де го пише? Входа ресторант Староселски. Да. Две пици. Брой 6. Ягор. Он има 6 брой преска. Само едни от 9, един 6. На код не е 9. Сега беше 9. 9,60. Води влеч. Айде, измечи. Що е награда? Богачи. Брой 22. 22. Дам корпус. Все ключи дам. Стана бе. Награда дружка. Брой 99. Добро, случайно. Брой 90. 9. Те ти не чекам за теб да не стануш. Брой 21. 21. Диги майсторе тишата. Не го гледай, дай му прочитам скоро. Брой 18. 18. Брой 17. 17. Брой 23. Това е новото? Това е ново. Дай стари право да им дали точка. $89. 89. Брой 12. Брой 15. 15. Ако не си ранут и на ранут, вече. Не съм. Брой 65.
Средна награда, ресторант Тръла. Вредностен ваучер ресторант Тръла. Брой 26. 26. Брой 25. 25. Брой 5. Това е първият билет, що е скинен от Кочане. Жената вика, и аз съм си сонувала на 6 капетка. Нека и честито. Да се покривате с него. Ще да чек, защото е ювка, ама. Заличи ми на ювка. Брой 20. Мияна 2 липи. Вредностен ваучер Мияна 2 липи. Брой 13. Кой вика 13 дека не е среќен? Дай билето да видим дали. Брой 87. 87. Ресторант Тръла, Волчев. Брой 82. 82. 82. Две награди, главна награда. Останува още 2 награди, после следува главната награда. Брой 56. 56. Главният. Редно беше и да не Брой 19. 19. Абе, дайте на други свет. Айде, сам речем за главната награда, за Сандъко. А това ще е? Сандъко. А, да. Главната награда с брой 40. Нека ви се среща. Оди го по-колко там на масата. После покрем пак Честитки. Нека да видите колата, да. Супер. Е, така. Приятно, престойни, опасност
од наезда на некој вирус одгоре од кај Молдавија. За таа цел предлагам да ги повикаме од Земјоделски факултет професор Узунов и неговата екипа да направиме едно предавање тука, чисто да сме запознаени со состојбите што ќе се случува, ако се случат, не дај Боже да се случат, и превентивните мерки кои треба да ги презимаме. Слагате ли се? Готово. Поздравувам ве, сега може да седиме, да си правиме муабет. Не гонат од тука. Кога речат да си одим, ќе си одим. Сметам дека има потреба од практична настава. Еве, Благоевци иде навржен. На еден пчеларник може да се собереме сите. Ќе избереме 5 најдобри постари пчелари кои разбират работите. Преглед да се врши, преглед на лице место. Кој какво врши, какво начин работи и на крај нека сите се согласиме да видим што работи. Од има и млади пчелари кои искаат да видат това. Са постарите ќе ни е по-тешко така малце, ама това ќе е. Еве, моје предлог така да видиме практична настава и ќе си викнеме тамо еден викенд, ќе си направиме и тие работи се. У пчеларник. Искаш да речеш да направиме още еден кум. Не мора. Они скоро секоја недела има по едно предавање, ама од нини свет. Од нини свет. Денеска е Драган, утре Митеја, други ден е Ѓорѓи. Така да, ем се дружат, сближуваа се, ем сигурно дека и трошоците им са помалечки. Ама ке пчеларника да се збираме, не практична настава. Има и на пчеларниците, има и така, на маса. После пчеларнику го се врна, това е веќе друго. Јас се согласувам с предлогот на Драган, слагате ли се? Слагаме.